Денеска се организира стручно-научна конференција на тема социјалните детерминанти и здравјето на населението. Таа се однесува на сите области на нашето живење, бидејќи со многу докази е потврдено дека сиромаштијата, нискиот економски стандард, ниското ниво на образование доведуваат и до полошо здравје. Целта е да дојдеме до некои заклучоци кои што би ни помогнале, кои ни се послабите точки за да се влијае. Дали тешко име на тие луѓе да дојдат до здравствена грижа, дали заради пониско ниво на образование доцна ги препознаваат знаците на болест, или дали е полош квалитетот на здравствената заштита, сето тоа треба да го издискутираме и ова е замислена како интердисциплинарна конференција која што е од интерес на економистите, на социолозите и најмногу нормално на докторите. Докторке, според дефиницијата на Светска здравствена организација, здравје е отсуство на психичка, физичка и социјална беда. На колку ова последново можеме да влијаеме сите ние како општество? Општеството треба во целина да се занимава со тоа да се подкрени нивото на стандардот, нивото на образованието и здравственото просветување. Многу често се случува да луѓето да не појдат на лекар од непрепознавање на симптомите. Бидејќи јас работам на гинеколошко-акушерска клиника, ние сме сведоци дека се уште 8 до 9% од бремените жени прв пат гледаат гинеколог на раѓање. Нешто што не смее да се случи. Значи, треба да работиме на здравственото просветување. И затоа ги почитуваме сите препораки на Светска здравствена организација, според кои треба жената првородка најмалку 10 пати да појде на гинеколог на посета со структурирани испитувања, а не само некој кој што одат да го видат полот на детето. А додека пак второродките 7 пати. Ние се трудиме во Македонија барем пакетот од 4, најмалку 4 посети да бидат спроведени кај гинеколог, за да се открија навреме одстапувањето, кога се уште има простор да се врати плодот на здрав пат. И колку сега во оваа функција треба да ги зајакнеме и патронажните служби? Тоа би требало да произлезе како еден од заклучоците, бидејќи ова поливалентна патронажна служба допира до семејствата. На тој начин им ја доближува здравствената нега до домовите, затоа што многу потешко е да населението или болните луѓе ги донесиме до здравствените установи. Особено кај нас е слаба карика тоа што не правиме превентивни прегледи и не си правиме преглед на телото кога сме здрави. Некако во кодот не е да се оди на лекар кога е човек болен. Затоа тука и матичните лекари си имаат своја улога голема, за да можат да си ги следат пациентите, бидејќи тие најдобро ги познаваат не само како пациенти, туку во контекст на целото семејство. Па за сега се пријавени 120 учесници, иако очекуваме многу да дојдат и кои не се пријавиле претходно со пријава, имаме усни презентации 15, каде што имаме еден консултант од Светска здравствена организација, наши колеги од Скопје, од Факултетот за медицински науки во Штип, од Економскиот факултет во Штип и сите оние со постер презентации кои што смета дека можат да дадат некој допринес за квалитетот на конференција. Посебно би сакала да истакнам дека ова е една од ретките конференции каде што дозволивме активно учество со постер презентација и на студентите на Факултетот за медицински науки, затоа што сметам дека студентите треба да се наши партнери во покачување на нивото на образованието. Денеска е ова стварно еден исклучителен настран организиран на нашиот универзитет на една екстремно интересна проблематика која што многу малку луѓе ја таргетираат и ја елаборираат во последниве години, а исклучително важна за здравјето на населението. Знаете, денеска живееме во динамични времења во кои што образованието, околината и стресот се главни фактори на целото наше поведение и сите наши функции што ги обавуваме во општеството. Колку ние можеме да се грижиме за здравјето по такви едни околности, во такви едни услови, кога главната цел на најголем дел од населението е како да преживее, кога главната цел на работодавачите е како да направат поголем профит на сметка на вработените, кога никој не се грижи за нивните социјални права, кога најмалку им е гајле за нивната здравствена состојба, некој треба секојдневно да мисли како правилно да се однесува, како правилно да се исхранува, како да функционира се со цел сите тие параметри
да му влијаат позитивно или да не му влијаат негативно на неговата здравствена состојба. Она што сакам да кажам е дека денеска стресот и менталитетот се фактор број 1 кон најголем дел од здравствените нуспојави што се појавуваат во последно време. Секоја една болест е поврзана директно со овие два параметри. Нормално тука е околината, тука е секогаш и на некој начин околината во која што работиме, меѓутоа и природната околина во која што живееме. Како со сето ова ќе се справиме, како сите овие негативни појави во општеството, пресликани преку постојано бркање на услови за поголеми профити, поголема заработувачка, постојана изложеност на притисок на вработените и на населението, дали ќе останат на вработното место или нема да останат, мобинзите, уцените, заканите, дали сето тоа ќе произведе здрава популација и како ќе се одрази врз здравието на населението, верувајте дека сето тоа негативно ќе се одрази. Можам да ви кажам дека доколку не се вложува во образованието и во здравството, верувајте дека едно општество понатаму е изгубено. За науката да не правиме воопшто и муавет понатаму. Доколку тие два фактори некој ги занемарува кај нас не 20 години, туку кој знае уште колку во иднина, верувајте дека ние нема повеќе да имаме на некој начин и таргетна група со која што ќе правиме испитување. Мојата генерација од 70-тите години е исчезната. Овие од 80-тите години од минатиот век се изгубена генерација. Овие од 90-тите години, што сега се, веќе ги согледуваат сите тие работи, сите тие услови во кои што работат, како сето тоа им се одразува и на здравието, и на кариерата, тие многу лесно си го бараат патот. Ние ќе имаме само гериатриски центри во кои што ќе правиме некои вакви епидемиолошки истражувања од овој тип. Доколку некој не се свести дека во наредните 20 години треба да се фокусира на правата на работниците, на здравието на сите во општеството, на образованието пред се и на здравството, ние ќе имаме се поголеми проблеми во секој сегмент. Ова е една конференција каде што колку што можев да видам учесниците се директно упатени во сите овие проблеми и ќе ни дадат во различни области од медицината како различните социјални категории, односно нивната состојба се рефлектира врз нивната здравствена состојба. Се надевам дека ќе има некој што ќе ги слуши сите овие предавања и ќе изведе некои заклучоци со кои што ќе делува веднаш, не по 20 години. Благодарам.